По повод Светскиот ден на хипертензија, наша денешна гостинка е доктор Чолакова Дервишова, специјалист по семена медицина. Добро јутро, докторка, добро ни дојдовте. Добро утро и среќен ден. Каков проблем представува хипертензијата? Па гледате, тоа е една од најчестите диагнози, кој што е состојба во кој што покачење притисокот на човекот. Треба редовно да се следи, значи нормална тензија се рачуна негде 120 со 80 до 140 со 80, 60 до 80 долниот, тука 120 до 140 систолниот притисок, но има многу состојби кои што допринесуваат до покачување на таа вредност и мора да се регулира редовно. Затоа е еден апел до нашите гледачи, редовно контролирајте се, редовно јавувајте се кај своите матични доктори. Умерено јадете, умерено вежбајте, имајте нормален живот, помалку внесување на сол, на сладки работи, така да се потрудиме со помош на нашата активност да го регулираме, да ја подобриме нашата циркулација и да може да се контролира овој момент, заради тоа што големиот притисок ги оштетува крвните садови, ако не се контролира може да донесе до прскање на крвен сад, може да се формираат тромби. И така, тоа е една голема област. Да, не работува само терапија да се прима, туку мора да се промени малку и начинот на живот и да се отстранат некои лоши навики. И стресот. Кои што тоа е најтешкиот. Да. Едно од така позначајните моменти кога станува збор за ваков светски ден, односно она што е добро што излегуваат многу податоци на оваа тема. Така, например, разбрав дека преку 1 милијарда луѓе страда од хипертензија. Да, бројката е многу голема, мислам дека самото време, темпото на живење, сето тоа допринесува, значи огромен е бројот на луѓе кои што поголем дел од денот седат. Па и сега со овие социјални мрежи, значи прикрепување кон мобилни, кон компјутери, многу малку се движат. Циркулацијата е во основа на добриот живот, значи има една дефиниција каде што 10 километри треба денеска да испешачите за да имате добар и здрав живот, што многу малку луѓе го практикуваат, заради тоа што темпото е многу брзо на живење. Вас ви треба да стигнете до едно место, до друго место, користите возило, дома пак седите, така да еве апел до нашите гледачи кои што утрово ако не следат, да си најдете сите време малку за вас, 1 час барем во денот да се пешачи, да се движи, да тргнете мобилни телефони, техника, да се релаксира малку нервниот систем, заради тоа што многу фактори допринесуваат да дојде до покачување на тој крвен притисок. Исто така еден друг значаен податок е тоа дека 2/3 од случаите се всушност во земји со низок и среден приход. Тука спаѓаме ние, особено со нискиот приход. Да. Зошто е тоа така? Еве, да речеме, ако е брзото темпо, тоа е насекаде веќе во светот. Да. Знаете како, не може секој да купува денеска салати да јаде, не може секој да оди во теретани, да има време. Така да порано повторно ќе кажем, луѓето копале, сите имале бавчи, лозија, се движеле, биле многу физички активни. Значи интелектуалци прво оделе лозијата да го средат, бавчата да ја средат, па после се одело на работа. А сега со нискиот стандард, поголем дел од луѓето немаат доволно средства за сето тоа, се јаде да речеме тоа што ќе се најде. Значи повеќе се на леп, кој што содржи јаглени хидрати, несоодветна храна, тоа што има тоа се јаде, така да стресот повторно ќе го кажам, нема контрола на диабетот или на високата вредност на шеќерот во крвта, така да повеќе фактори допринесуваат. Но повторно ќе кажам да стресот, немаштијата, социјалните проблеми, фамилиарните проблеми, проблеми на работа, значи многу голем број на фактори влијаат дали некој ќе има покачен крвен притисок. И да погледно се делат тие ризик фактори на две групи, едни на кои што не можеме да делуваме, а други на кои што можеме да делуваме. Јасно, значи ние како матични лекари се трудиме во сето тоа да помогнеме, постојат превентивни прегледи во нашите ординации, контролираме на нашите пациенти ниво на масноти во крвта, ниво на шеќер во крвта, правиме контроли на другите параметри кои што ни ги овозможува луеден образец од кој што е од фондот, така да се трудиме кај секој пациент кај што можеме да влијаеме. Се трудиме и новија пациенти кои што пушат енормно, заради тоа што пушењето е еден од големите ризици. Јас навистина би била пресреќна кога повторно би се забранило да се пуши во кафани. Значи сегде малку свеста. Е забрането. Да. Знаете, имаше па се врати некако сето тоа. Ние мора малку да делуваме, бидејќи како се однесуваат возрастните, тие се пример за младите генерации.
Ако едно дете постојано го гледа својот родител дека цело време ја држи цигарата, дека денеска пуши една кутија, тоа дете има таков пример дека тоа е нормален начин на живење. Тука се тие лоши навики кои што треба прво да се среди во семејството, начинот на однесување на членовите, во средината, во друштвото. Мислам дека Македонија е најпушачка нација. Еве како ќе прошетам да видам по други земји, не можете да сретнете девојки млади кои што цигара се шетаат, пушат на отворени на јавни места. Многу забрани има, знаете, негде со забрани се подига свеста. Уште еден податок од тоа што прочитав, да го поминеме и тоа, претпоставам дека тоа представува голем проблем, а тоа е што половина од случаите не биле свесни воопшто за својата состојба. Како е тоа возможно ако се прават чести прегледи? Гледате, имаме пациенти кои што се многу дисциплинирани и кои што идат редовно на прегледи, редовно си мерат притисок, но имаме и пациенти кои што го занемаруваат оној момент и не сакаат да прават контролни, пак им кажете дека ви се покачени маснотиите, имате килажа повеќе, немој да пушите 2 кутии денеска на цигари, не јадете солено, немојте денеска да испиете неколку пива, се јадат големи количини на храна, се внесуваат. Имаме пациенти кои што едноставно го игнорираат моментот на ризик и продолжуваат упорно со лошите навики, така да се свестуваат дури во моментот кој ќе добијат инфаркт, мозочен удар, тромб ако се откачи, кај што веќе имаме моменти на оштетени крвни садови во неговиот организам. Делумно тогаш се освестуваат и прекинуваат со пушење, почнуваат да водат сметка за помалку храна да внесат, сол колку ќе внесат, за својот начин да ги променат, почнуваат да пешачат. И лошо е тоа што дури од кога ќе се случи проблем, тогаш ги променуваат своите навики, а има луѓе кои што со помош на нашите совети, на вистина на секој идење прво застануваат на вагата, се мерат, чекај да видам дали сум попуштила некое кило, почнуваат да размислуваат и тоа е добро. Ако некој го натераме, секој утро кога ќе стане, прво да си ја провери својата тежина и така да видите дали во црвено ви оди знакот на вагата или во зелено или негде стои на средина, така да мора да си ги промениме навиките. Мотото на секогаш има мото, за минатата година мотото, ќе го одберам тоа мото затоа што претпоставам дека тоа е всушност клучниот момент, вели мерете го вашиот крвен притисок прецизно, контролирајте го и живејте подолго. Претпоставам дека се е кажано во таа една реченица. Да, наше како здравствени работници да апелираме, да превенираме, да советуваме. Секој различно ги прифаќа тие моменти и совети. Правиме од време на време и екагиња на нашите пациенти да видиме каква е исхраната на тие крвни садови кои што го хранат срцето. Но повторно ќе кажам, најбитно е да видите дали може некако да направите да имате мирен живот или одредена средина во која што барем малку нема да имате стресови. Малку да се намалат овие мобилни телефони и компјутери кои што прават страшна зависност и едноставно 1000 информации постојано ви го оптеретуваат мозокот и вие постојано сте во една тензија што ќе прочитате, уште нешто да не треба да видите и сето тоа прави еден вид во една стендбај состојба ве држи напнат цел ден. Вие цел ден секој пациент иде прво влегува, мобилниот го држи. Имаме една масовна појава, огромна зависност од тие мобилни телефони. Движењето е најбитно, помалку храна да се внесува, тежината мора да се влие на сето тоа, шекерот исто така, кој што некои пациенти заради јатрогени причини, одредени лекови се даваат и се покачува, негде од стрес, негде од лоши навики, не се движи заради разни оштетувања на екстремитетите, а негде и на вистина имаме луѓе кои што едноставно не сакаат да движат, сакаат многу да се јадат и сето тоа, ризикот ќе си го направи на подолги релации, на подолги стази проблем. Докторке, вие освен што сте специјалист по семејна медицина, вие сте и претседателка на Сдруженијето на приватни лекари. Честопат имаме можност да ве видиме по медиумите, постојано се борите, апелирате, алармирате за проблемите со кои што се соочуваат медичните лекари, а со кои што се соочуваме и ние, затоа што ние сите сме пациенти и не можеме без вас. Ќе започнам со една ваша изјава дека 30 години не е направено ништо во примарното здравство? Знаете како многу е тешко ако едно исто го барате кај многу министри и тоа што го барате е суштинско за пациентите и за докторите, за здравствениот персонал и не ви се прифаќа со години.
пациенти на ПЗУ. Значи ние увидовме дека во оваков систем мора да барате нешто во кое што младиот доктор би имал сигурност, докторите и здравствените работници, сестрите кои што нели се со нас исто така, потребно е да постои сигурност на исплата, да може да го поминете месецот и да не се секирате нели дали ќе имате приходи за детето да го студирате или било што. Нашите барања се суштински и секој кој што не сака да прифати овакво барање, сметам дека е непријател и на народот, или на пациентите и на здравствените работници. Пациенти на ПЗУ е суштинско барање за цело примарно здравство, не само за докторите и за стоматолозите, заради тоа што веќе имаме генерацијски јаз, значи огромна група на доктори сега кои што полнат 62 години од колешките, ќе одат во пензија и голем дел од тие докторки се и доктори се кои што се вработени во здравствените домови и законот е таков и правилниците се, ако имате вие вработен млад доктор, автоматски, ако возрастниот доктор отиде во пензија, помладиот останува на улица со сестрите. И тоа веќе се случува и во Велесеве медицинска сестра со 3 деца, самоохрана мајка, ќе биде, нели, да речеме, ќе остане без работа, заради тоа што нормално докторката си одработила цел работен век, допринесувала во здравствениот систем, но е концесионер и ќе си оди во пензија. Во Охрид исто така медицинска сестра остана без работа, заради тоа што докторката си замина во пензија. Не може Министерство и фонд да не ни прифаќаат, да не се реагира заради тоа што огромен е бројот на докторки кои што оваа година ќе се пензионираат и кои што се исто така вработени во здравствени домови. Значи законот е таков, ако вие сте во сопствена амбуланта, може да продолжите да работите. Но ако сте вие доктор кој што има фирма во здравствен дом, пошто просторот не е ваш, значи тука е ограничено до 62-64 години. Така да во тој предлог кој што го имаме изработено и со претходниот министер, со Беким Сали, и пред него со Филипче, значи многу часови време е потрошено од страна на лекарската фела, за да кажеме што недостига, како би можело овој кадар кој што е во Македонија во моментот, да ги помогне одредени болници да има движење по вертикала, по хоризонтала на здравствениот кадар, се во интерес да може народот да се лекува, да биде пристапноста на одредени здравствени услуги за секој иста, да не се случи, например, вие 4 години колеги од Скопје велат, кардиологија не можеме да закажем. Нема термини. Со овој мој термин кој што го имаме сега, значи нема термин. Ни мој, ни твој. Значи ние реагираме, апелираме, пишуваме до сите тие институции дека нешто мора да се менува. Заради тоа што пациентите не можат да дојдат ни за ехо на дојка, ни за ехо на простата, едноставно многу тешко се функционира во моментов. Добро, ви сама велите доколку се продолжи вака, доколку не се промени законот, дека можно е многу набргу да нема веќе кој да не лечи. Оно што не го разбирам, јас сега себе разбрав, иако сум лаик во вашава бранча, како е возможно некој од надлежните што се многу подобро упатени да не менуваат ништо? Па не знам да ви кажам, значи таму многу често се менуваат министри и директори на фонд. Вториот и третиот ешалон во фондот е луѓе кои што се со години таму. И таму има луѓе кои што потребно е секој нов директор како иде, мора да има континуитет. Мора да има примопредавање на докаде се сработило, што се барало и што треба да се промени. Јас тоа не го гледам во моментов, заради тоа што не знам колку мејлови, колку состаноци еве сум побарала и сум била на барање на колегите. Значи не одиме ние заради тоа што немаме работа, заради тоа што е потребно на терен едноставно. Значи мора да се прераспредели кадарот здравствен из Македонија, пациенти на ПЗУ мора да се прифати, мора да има методологија за плаќање, да не правиме ние протести секоја година за начин на плаќање, значи да се види дали спрема Народна банка инфлацијата ако е толку, да се најде една формула, ние велиме методологија, и како секоја година имаме инфлација, така да растат и платите во приватниот сектор, а не на 5-6 години по нешто ќе се качи. И имаме сега ситуација кога, нели да речеме, после 5-6 години, од 18-та не беше покачен водот, значи во 9, пошто ние со каснење добиваме од 19-та, се покачи од 63 на 75. Знаете колку протести направивме за да поместиме нешто, а сега наеднаш ни протести ни ништо, 78% си качуваат. Мислам, и се сложија, нели, сите партии, да речеме. Јас не знам како еднаш не се сложат да стават едно знаменце европско или не знам, ја велам народно знаменце за законов за здравствена заштита кој што му треба на народов и на докторите. Подитно да се стави во собрание. Ние цело време гледаме еве како граѓани кои што луѓе плаќаме данок, сме решиле да останеме во држава,
се некои други закони се битни, се нешто се донесе крводарители да не треба да плаќаат партиципација во јавно здравство, а треба во приватно. Повторно е тоа удар кон приватното здравство. Ние како здружение будно ги следиме сите такви моменти и не ни се логични. Зошто да уништувате луѓе кои што и крводарителите прашуваат зошто ми наплатија во приватната лабораторија кај тој и тој, а зошто не ми наплаќаат? Така да некои небитни работи стануваат битни и наше е како здружение да се бориме. Значи цврсто стоиме на нашата, нели, оваа определба која што дека пациенти на ПЗУ е стратешко барање и покрај тоа што одредени луѓе од фондот велат дека никогаш нема да ни прифатат, нека објаснат која е позадината. Бидејќи овака 200 луѓе, 200 доктори, а вие немате ни објаснување. Никој не дава зошто. Значи ние велиме ајде околу парите. Написмено никој не сака да каже. Значи ако вие имате ординација и сега си замине вашата вработена докторка, 1000 пациенти или 1800 еве моментот висат од една амбуланта, бидејќи се заминува докторката, одат на специјализации, одат во странство. Значи тоа е толку една подвижна состојба и ние не можеме цело време, ние сме доктори со пријави одјави да се замараме. Тие се истите луѓе. Јас верувам дека ни еден од аеродром нема да оди у Ѓорче Петров да се лечи. Туку ќе гледа тука во близина, каде што имате љубезен здравствен работник, љубезна сестра, каде што ги завршите работите. Така да навистина ситуацијата на терен е многу лоша, заради тоа што имаме огромен број на региони каде што има луѓе, а нема доктори. Таков е да речеме Бузалково, Богомила, Извор, Иванковци, значи каде што постоеле рурални амбуланти, но се додека фондот и правниот сектор на фондот не ги промени тие правилници, ние нема да може да очекуваме некој да дојде да почне треба да исполните 700 бода или треба пример да имате 700 пациенти. Карикирам, значи бројки ве така ги кажам. Но има правила. Ако добро ве разбрав, дополнителен проблем е тоа што времето ве гаси. Значи не треба да се направи утре, денес, туку требало вчера веќе да се направи. Да. Така да навистина еве еден апел, се надевам ќе гледаат или ќе прегледаат емисијата, навистина пациенти на ПЗУ и Законот за здравствена заштита се многу битни за да дадеме сигурност на здравствените работници, младите доктори кои што се запослени кај нив да не останат на улица, бидејќи вие за да отворите нова фирма и да почнете да влезете во мрежа во министерство, да добиете од фондот решение, факсимил да добиете, тоа се неколку месеци. Во тој период ќе ги изгубите сите пациенти, заради тоа што пациентот сега ако почине докторот, него му требаат лекови, него му треба боловање, него му требаат ортопедски помагала, значи потребите се секојдневни и затоа во уставот на нашата држава се вели дека здравството мора да има континуитет. Ние немаме континуитет. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување и можам само да посакам да продолжите во вашата борба за доброто на сите нас. Благодарам за поканата.